Добре дојдовте на електронските предавања по хеленски јазик. Јас сум Цветковски Васко, класичен филолог. Мојата задача ќе биде да ве водам низ овие часови и да го направам вашето учење полесно и поинтересно. Ова прво видео е само проба. Како што ќе видите, овој пробен час ќе биде направен врз основа на учебникот Reading Greek од Cambridge University Press. Тоа е овој учебник, ова е насловната страна од учебникот и тоа од делот Grammar, Vocabulary and Exercises, од кој што ќе ги работиме граматичкиот дел и вежбите. И ова е насловната страна пак од текстуалниот дел, од делот што носи име текст, според кој што, односно од кој што ќе ги работиме, ќе ги земаме текстовите, врз кои што ќе ги вежбаме оние работи што сме ги научиле во граматичкиот дел. Овој пробен час ќе биде направен според англиската, оригиналната верзија на учебников, а во иднина ќе продолжиме според македонскиот превод и редакцијата на истиот учебник за кој со голема љубов и труд се погрижи нашиот ценет професор доктор Валери Софрониевски. Сметаме за неопходно да кажеме дека се одлучивме за овој учебник од проста причина што на хеленскиот јазик во овој учебник му се пристапува како на било кој друг жив јазик. Значи, нашата цел ќе биде да не го учиме хеленскиот јазик како да е мртов, ами како да е жив, на ист начин како што учиме англиски, германски, француски, италијански или шпански. Така ќе учиме и хеленски или старогрчки, како што обично кај нас во Македонија го нарекува. Впрочем, во последно време и на запад е тренд класичните јазици, латинскиот и старогрчкиот, да се изучуваат како и сите останати живи јазици во Европа. Но да почнеме. На овој пробен час ќе кажеме неколку важни работи за членот, ќе ги научиме неговите облици, пород, број и падеж, за потоа тоа наше знаење за членот да го искористиме во текст. Се разбира, бидејќи ќе работиме и текст, а текст без реченица нема, а реченица без глагол нема исто така, ќе мора да научиме и некој основен облик на глагол. Па, предлагам да биде тоа сегашно време во актив. Како што реков, граматичкиот дел ќе го работиме според учебникот Reading Greek и сега да кажеме неколку зборови за граматичките категории кои што ги најавивме дека ќе ги учиме на овој пробен час. Прво ќе кажеме неколку збора, односно ќе учиме како се прави сегашно време во актив, или како што според латинската терминологија го нарекуваме целосно индикатив на презент активен, или како што подобро би било да речеме кога зборуваме за грчкиот глагол сегашен инфектум, односно тоа би значило сегашно време од несвршена основа. Да го земеме глаголот бајно, што значи одам, доаѓам. Во прво лице еднина, значи обликот е бајно, одам. Завршетокот е омега. Во второто лице еднина, обликот е бајнеис, одиш.
Ќе забележите и добро е да направиме аналогија помеѓу овие два облика бајнејс, грчкиот облик, и македонскиот одиш. Грчкиот завршува на завршетокот с, со завршетокот на грчкиот глагол еис завршува на согласката с. А македонски, а второто лице во македонскиот литературен јазик одиш завршува на ш. Кај грчкиот имаме с, кај македонскиот ш. С, ш. Често се шегувам кога зборувам за второто лице, па велам, замислете некој грк кога би дошол во Македонија и би учел македонски литературен јазик, тогаш не можејќи да рече ш, ќе рече с. Па не можејќи да рече доаѓаш, ќе рече доаѓас. За третото лице еднина обликот е бајнеј, значи завршетокот е еј. Традиционално ова еј, според традиционалниот начин на читање, се чита и. Тука би направиле една аналогија со глаголите кои во македонскиот литературен јазик од и група, кои што во третото лице еднина се чиста основа завршуваат на и, како работи, бајнеј, доаѓа. Првото лице множина обликот е бајномен, значи завршетокот е омен. Овдека по звук, а и наставката е индоевропска иста, во македонскиот јазик е работиме, одиме, доаѓаме, значи исто, ме. Бајномен, одиме, доаѓаме. Второто лице множина е бајнете, значи завршетокот за второ лице множина е ете. Потполно исто како во македонскиот литературен јазик. Доаѓате, значи те, бајнете, те. И третото лице множина е бајнусин. Значи, бајно, бајнејс, бајнеј, бајномен, бајнете, бајнуси. Еве да пробаме со глаголот акуо, што значи слушам. Глаголот акуо сегашно време би бил акуо, акуејс, акуеј, акуомен, акуете, акуусин. Слушам, слушаш, слуша, слушаме, слушате, слушаат. Да видиме со блепо. Гледам. Значи, во првото лице еднина ја отфрламе омегата и тоа што ни останува е непроменливиот дел од глаголот, односно основата на инфектум, несвршената основа, и на неа потоа ги додаваме завршетоците за другите лица. Па имаме блепо, гледам, блепејс, гледа, блепеј,